Здраво на сите! Сакам да ви покажам неколку интересни финти за празнициве сега што доаѓаат, бидејќи ќе се пие сигурно малку повеќе алкохол отколку што треба. И јас имам своји некои ритуали што си ги правам за прочистување на организмот наутро. Значи, ако сте имале тешка храна, ако сте изеле, ако сте испиле малку повеќе алкохол, што да направите за веднаш да го прочистите организмот и да бидете свежи за следниот ден. Прво што правам е матам 20 минути ладно цедено сончегледово масло во уста. Додека го матам ладното цедено сончегледово масло, си правам напиток од ѓумбир, значи варам ѓумбир, потоа му додавам свеж ѓумбир, еве ви го, свежиот ѓумбир, го варам, додавам потоа пола цеден сок од лимун, пола лимун и малку мед и тоа го пијам. Меѓутоа од ѓумбирот што е исечен, нели, лушпата се фрла, меѓутоа јас не ја фрлам, туку си го свежувам лицето. И така немам брчки. Ова е мојата финта, ова е добра и за мажи и за жени. Значи не е само за жени. Исто така и вратот. Така. Значи ѓумбирот е многу значаен наутро и тој се пие на гладно срце жежок. Меѓутоа, пред да почнете со доручекот што и да пиете, важно е да направите неколку техники за дишење за да го прочистите целосно организмот. Една од тие која што јас ја применувам или огненото дишење, која што е одлична и за топење на масноти во делот од стомакот, одлична стомачна вежба, е следното. Начин на издишување го внесувате папукот навнатре, издишувате преку носот и на тој начин, ако ова го правите 121 пат, ќе го прочистите целиот организам, значи преку крвта кислородот ќе отиде на секаде каде што треба во нашиот организам и ќе го прочисти. Истата вежба може да ја правите и вака за поголем ефект. Значи, тоа 121 пат. Тоа го правам, потоа исто така пијам смути. Не изгледам баш многу свежо, знам, некако интересно, меѓутоа ако сте пиеле многу алкохол, ако сте изеле многу мрсна храна, треба да ставите спирулина и затоа изгледа вака зелено. Тука има и ленено семе, и семки од сусам, има и семки од тикви, има и една банана, многу зрела банана, за да излезе шекерот однесен. Многу е значено и кокосовото масло, значи тоа е ептен јако да се стави во смутито, затоа што кокосовото масло исто така има многу действија, кое што исто и детоксификација. Има спанак во смутито, има малини, има аронија, да, има и козја сурутка, веќе не знам што ставам, значи махинално ми доаѓа тоа. Тоа е исто така нешто што може да си го направите наутро и секако да испиете 1 литро чај од коприва. Да, и тоа органска коприва од наша алкалоид. 1 литро чај од коприва. Се надевам дека запамтивте. 20 минути ладно цедено сончегледово масло го матите во уста. Додека потоа го плукате нормално во шолја, ги миете зъбите со сода бикарбона, ги плакнете убаво, потоа правите техники на дишење. Сто 21 пат, па пиете ѓумбир со пола цеден лимун и мед, па пиете
прекрасно смути, зелено, со спирулина и се што, и нормално во текот на утрото чајот од коприва. Тоа е супер и не заборавајте кога ќе го чистите ѓумбирот за да го варите, намачкајте си го лицето со кората од ѓумбир, за да немате брчки. Ви посакувам прекрасен ден и нормално прочитете ја книгата, едноставно јас, во нејзе имате многу интересни вежби за себе кои што ќе ве мотивираат за да бидете уште повеќе едноставно свој. Чао на сите, среќни празници, поздравче!